затоа што знам дека агендата им е полна. Колегата Сотир рече дека мора да завршиме што поскоро, ама еве Кусо тој се јавува утрово од центарот на Австрија од Виена. Македонската филхармонија го одбележа својот голем јубилеј. Сотир, вистина нема некој кој што немаше насмевка на лице дознавајќи информацијата за 80 години од основањето со свечен концерт во престижната Златна сала во Виена. Всушност, еден од најпочитуваните и големи музички центри, каде традиционално се одржува и проучениот новогодишен концерт на Виенската филхармонија, солистите Ана и Игор Дурловски, музичарите и менаџментот на Македонска филхармонија, достоинствено покрај другите инспиративно ја представија македонската култура, би јас би рекол на една од најпрестижните светски сцени. Сотир, ти благодарам за ова Кусо, меѓутоа значено јавување од Виена, како еден од оние можеби наши колеги кои што ретко денеска ги почитуваат бастионите на културата. Добро утро уште еднаш. Добро утро и за тебе и за гледачите на утринската програма на нашата телевизија Телма. Да, претпоставам дека си со восхит, со степен на екзалтација од нели овој фантастичен од концертот, да. Би сакал да споделиме ве Кусо, нели и како атмосферата и реакцијата беше од публиката, ете можеби твоја перцепција за самиот настан. Стоечки овации, Марко, апсолутно. Златната сала на Музикверајн, музичкиот клуб, значи објект од 1870 година, што значи долгогодишна музичка традиција во Виена. Значи тоа е сцена во која настапувале сите светски истакнати солисти, диригенти, воопшто музичари, и меѓу нив да биде и Македонската филхармонија е престиж. А со настанот, како што кажа и ти, всушност се заокружи одбележувањето, односно прославувањето на 80 години од формирањето на Македонската филхармонија. Како што реков и во мојот вчерашен утрински извештај за вестите на Телма, публиката го проследи настапот со реакции. Тие имаа можност за прв пат да слушнат обработки на македонски народни песни во аранжмани за симфониски оркестар и тоа ги понесе. Беа изведени 5 традиционални македонски песни во аранжмани за симфониски оркестар од Сони Петровски, на кои како солисти настапија Ана и Игор Дурловски. Концертот почна со македонската парафраза број 2 од композиторката Бете Илин, беше изведено Тешкото од Глигор Смокварски и на тоа падна пред се виенската публика. Да, на Тешкото од Глигор Смокварски и на Калино моме, една од 5 македонски народни песни кои беа обработени за симфониски оркестар. Се разбира, како што слушнавме, имало реакции и за изведбата на симфонијата број 8, опус 88 од Антонин Дворжак, така што се на се настапот е повеќе од успешен. Тоа е миг завчера вечер што се случи во Музикверајн, во Златната сала на Музикверајн, кој влегува во историјата на Македонската филхармонија. Не често имаме можност да сведочиме на толку значени настани, каде што една македонска институција од областта на културата постигнува светски успех, а тоа пред се можеше да се забележи и од реакциите на публиката, и од раководството на Музикверајн. Тие беа задоволни затоа што ние отидовме таму со македонска музика, значи не продававме, што би се рекло, народски басма која им е позната, Штраус и така натаму, туку отидовме со нешто наше автентично и со таа симфонија број 8 од Дворжак покажавме и нешто од европската музичка класика. Апсолутно се беше на врвно ниво изведено. Беше задоволство да се биде таму. Јас сум се уште под впечатоци и мислам дека ќе ми треба време да си легнат работите малку. Да, сега се уште го процесираш всушност доживеаното. Меѓутоа се случи коинциденција Сотир вчера на еден нормално тука еден интерен настан да ги гледам танец, нашите танец со изведбата на Тешкото и велам каква коинциденција сега ќе имаат вистинска прилика сите присутни во Златната сала да уживаат во звукот на Тешкото, како што кажа од Глигор Смокварски. Како беше реакцијата? Претпоставам ти ми спомена вчера дека имало и бис, така што публиката реагирала. Апсолутно. На бис беше свирено токму Тешкото од Глигор Смокварски. И потоа се заврши со стоечки овации, па сигурно аплаузот траеше едно 5 до 7 минути и потоа полека публиката излезе. Морам да споменам за нашите гледачи. Јас никогаш не останувам без да снимам впечатоци од публиката по концертот,
но овој пат строгите правила во Музикверајн тоа не го дозволија. И затоа останавме во вчерашниот извештај на вестите на Телма со реакциите од композиторката Бети Елин, чија музичка парафраза број 2 беше изведена премиерно овде во Виена, и од реакциите на концертмајсторите на Македонската филхармонија. Тие ги имавме во прилогот, значи Владимир Костов и Ана Кондратенко. Но, како и да е, тоа што не го кажа публиката во Виена пред микрофонот на телевизија Телма, го покажа со реакцијата по завршувањето на концертот. Одлично, ти благодарам за јавувањето. Знам дека имате полна агенда и за денес. Ние вчера редакцијски веќе некако ставивме на наша листа за следната седмица, ако можеш да ни го посетиш и нашето студио, па малку поблиску да ги споделиш импресиите. Ти посакувам Се разбира. Ти благодарам уште еднаш за јавувањето. Посакувам убав остаток од денот и уживајте во времето поминато во Виена во Австрија. Тука правиме кратка пауза секако. Нашата Тања Турунџиева и оброкот на денот денеска нотираме малку повеќе за најмирницата Палента.